إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ние, биидниллахи таала, вечерва ќе продолжиме со последниот дел од книгата на Дженазината. Значи има душе неколку поглавија во оваа книга. Значи книгата на Дженазината. Велит авторот Ибн Абдул Хади рахимахуллах: Бабун фи хамлил джаназати вад дафни. Поглавието значи носењето на дженазето и закопувањето. Првиот хадис кој го спомнуваат авторот Ибн Абдул Хади рахимахуллах عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو سوى ذلك فشر تضعون عن رقابكم. متفق عليه. Во овој хадис велит посланикот салаллаху алейхи ва селам: побрзајте со дженазината. Значи брзајте со дженазината. Значи брзањето со дженазината, овде вели шејх Зейд рахимуллах, е општо брзање. Брзање во миење на дженазето, брзање значи во кефинување, во кефинот ставање и брзање исто после тоа одење значи кон на гробовите. Значи сите тие работи треба да бидат на најбрз начин направени. Значи на најбрз начин да бидат спремани, направени и за дженазето да се однеси на гробишта. Зошто? Каде е тука значи мудроста? Мудроста во тоа е, велит посланикот салаллаху алейхи ва селам, ако тоа дженазе е добар човек, тогаш вие го носите него значи кон доброто. Зошто? Тој имата да биде во кабурот, да му се направи нему бавче дженнетско. А ако бидит спротивно од тоа, а спротивно од добро дженазе е лошо, значи лош човек да бидел, тогаш шерот, значи лошото го отстрануваат од вашите раменици. Значи зошто поради значи тоа носење и значи таа грижа што треба тоа дженазе се закопат, значи од тој шер вие се ослободувате. Затоа значи треба да се брза дженазето. Ако е добро, значи кон добро се носи поради неговите дела, ако е лошо, тоа за луѓето значи е олеснување за нив. Во врска со исто одењето на дженазето, значи кога се оси дженазево за нагробишта, се брзат исто. Значи во текот кога се оди со дженазево кон гробишта, со брзање. Ама тоа брзање, алейкум селам рахметуллах. Тоа брзање не сме да биде до толку за тие на крај значи да го исфрлат дженазето. Значи одење са оние значи брзи чекори. Значи не да биде со трчање, ама не да биде ти скроз покроца. Туку значи брзи чекори значи да се движат значи кон гробиштата. Следниот хадис, а тоа е исто од Абу Хурейра радијаллаху ан قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم أصغرهما مثل أحد. Во овој хадис велит посланикот салаллаху алейхи ва селам:
кои присуствуваат на едно дженазе и го кланјат тој намазот. Значи, намазот на дженазе го кланјат, за него имат награда колку еден қират. Қиратун. Ке дојде во објаснувањето значи зборот қират. А кои присуствуваат во намазот и исто потоа го следи дженазето се додека се закопат, за него се 2 қиратан. Го праша Ебу Хурейра ради Аллаху ан, што се подразбират под қиратун, рече тогаш, значи тие се двете, значи како 2 големи карпи. Најмалата карпа е колку карпата на Охуд. Значи најмалата карпа е колку карпата на Охуд во Медина. Значи наградата за присуствување во дженазе намаз е огромна. А уште и поогромна е да присуствуваш во дженазе намаз и да седиш до крај тука се додека се закопа дженазето. Тогаш имаш значи награда колку 2 планиња. Колку 2 планиња значи имаш награда за тоа присуствување, значи тука. И затоа кога Абдулла ибн Омар ради Аллаху анхума го слушна овај хадис, како што спомнавме го пренесуваат Абу Хурейра ради Аллаху ан. Кога го слушна Абдулла ибн Омар ради Аллаху анхума овај хадис, рече колку қиратан нас не се изгубени. Зошто? Значи може би тие само присуствувале некогаш само во намазот и потоа значи заминувале. А да седеле до крај, значи ќе добиеле колку за 2 планиња награда. Исто вели шејх Зейд рахимахуллах, овај хадис содржува значи вредноста одење на дженаза. Одење на дженаза, значи на дженазе да му се клана дженазето и потоа исто присуствување значи се додека тоа дженазе се закопат. Овде исто вели шејх Зейд рахимахуллах, овај хадис содржуваат доказ за братството во исламот. Значи братството во исламот не завршуваат со смртта. Туку исто, иако е човекот муслиманот умрен, се уште постои тоа братство, муслиманско братство, што ти дел од тоа право меѓу значи муслимански браќа, дел од тоа право е да тие нему да му го кланјаат дженазето, да му го спремаат дженазето и да му го закопаат дженазето. Исто како што муслиманот значи ги оддржуваат врските негови во текот на неговиот живот со своите браќа, и ако има некогаш потреба, тој го поддржуваат него, или ако е некој болен од нив, тој ги посетуваат нив, се посетуваат едни со други, така исто значи и кога умира некој од муслиманите, не го заоставаат, туку повеќе значи му го спремуваат дженазето, го мијат дженазето, го кефинуваат, го носат дженазето на гробишта и после го закопуваат. Сето тоа се значи од братството во исламот. Следниот хадис, а тој од Джабир ибн Самура ради Аллаху ан кал: утија небију салаллаху алейхи ва саллам би фарасин фаракибаху хина инсарафа мин дженазати ибн Дахдах ва нахну немши хаулаху, раваху Муслим. Во овој хадис кажува Джабир ибн Самура ради Аллаху ан дека кога се закопа сахабиот ибн Дахдах, му донесоа на пекамберот салаллаху алейхи ва салам еден коњ. Му донесоа коњ и пекамберот салаллаху алейхи ва салам после дженазето значи се качи на коњот и се враќаше назад значи за во Медина. А другите, еден дел од другите сахаба што беа, значи вели Джабир, што беше и тој присутен тука, ва нахну немши хаулаху. А ние одиме значи околу пекамберот. Значи пекамберот салаллаху алейхи ва салам беше на коњ качен, што му го донесоа некој од сахаба, а ние одевме значи околу него и се враќавме од џеназа. Вели шејх Зейд рахимуллах дека овој хадис е доказ дека е дозволено после закопувањето на џеназе, кога човекот се враќа од гробишта, смее да се оди значи со средство, со возилно средство. Значи е препорачано и многу повредно
da se odi na dženaze, koga odiš na grobišta isto, da odiš peški, ako je možno. Nagradata je poголема. Od odenje so vozilo, kako danas kažeš primjer, so kola, odiš na grobišta gora, so kola. Значи, ако се далеко гробиштата, и ако предизвикува тоа, значи, долго време земаат и опасности, можеби, и слични други работи, тогаш можеш да употребуваш, значи, возило и за одење и за враќање. Но, најубавото е, за кога одиш ти на џеназа, да одиш пешки, да чекориш. А да се вратиш назад, е дозволено, значи, и тоа го практикуваше, како што гледаме ние тука, и пекамберот, саллаллаху алейхи ва саллам. Следниот хадис, а тој од Зухри, عن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. Во овој хадис кој го пренесува Зухри од Салим од неговиот татко, значи од Абдулла ибн Омар. Абдулла ибн Омар радијаллаху анхума забележа, го виде пекамберот салаллаху алейхи ва саллам и Абу Бекира и својот татко Омера радијаллаху анхума, како тие беа на џеназе присутни и џеназево се носеше на гробишта, а тие одеа пред џеназа. Значи пред џеназево. Значи сега меселево се прашува, значи дали смеат луѓе, значи да одат и пред џеназа. Пример, овде е сандакот, сега да речеме. Луѓе во што го носат. Дали дозволено, значи, да имат дел од тие џематли што се дојдени на џеназе, дали е дозволено и напред да одат? Овој хадис е доказ дека е дозволено. Значи, дозволено е, вели шех Зейд рахимахуллах, од сите страни да, значи, кај што е џеназето, од сите страни е дозволено, значи, од напред, од назад, од десна, од лева страна, дозволено е, значи, да имата од џематлите. Само исклучок имат овде, а тоа е, вели шех Зейд рахимахуллах, ако одиш на џеназе со возилно средство, не е добро да одиш пред џеназе со тоа возилно средство. Туку ти ќе бидеш тогаш во позадина. Значи, тогаш ќе бидеш ти назад и ќе ги следиш џемаатов што одат, значи, за на гробишта. После тоа спомнуваат авторот Ибн Абдул Хади рахимуллах следниот хадис, а тој од Абу Саид ал-Худри, анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. Во овој хадис од Абу Саид радијаллаху ан, дека посланикот саллаллаху алейхи ва саллам вели: кога ќе видите вие едно џеназе, станите на ноза. Кога ќе видите едно џеназе, станите на ноза. И кој го следи тоа џеназа, нека не седнуваат се додека тоа џеназе не се стави на земја. Значи, ова, кога ќе видите џеназе, станите на ноза, во почетокот во Медина ова беше ваџиб. Но после, крајно, значи, пред смртта од пекамберот салаллаху алейхи ва саллам, се случи да пекамберот салаллаху алейхи ва саллам и некој џеназина виде, но не стана на ноза. Што значи, оваа наредба што дојдена во овој хадис, и кога гледаме делото тогаш на пекамберот салаллаху алейхи ва саллам, тогаш, значи, разбираме дека не е ваџиб, туку е мустахаб. Зашто ако дојде, ме разбравте или не ме разбравте? Значи, ако дојде наредба од пекамберот, наредба, ама иде пренесување со делото од пекамберот, не го прави тоа што го наредил. Тогаш таа наредба, значи степено на наредбата паѓаат од ваџиб на мустахаб. Значи ова е правило во фик. Ова е правило, значи, затоа, значи, учиме кога на крајот животот од пекамберот салаллаху алейхи ва саллам не го правеќе повеќе, не го правеше, значи, само некогаш, тогаш е, значи, мустахаб останато. Значи, ако врви џеназе, и ако не одиш на џеназе, е, значи, мустахаб да станиш. Да станиш, се додека џеназето да замине. А оној што го следи џеназето, што оди на гробишта, што е кај нас навика да си појде на гробишта, тие се запалат цигари таму, да си фатат моабети, да си кажуваат тука, пазарски моабети и други работи, на гробишта, значи џеназето не смееш да седниш се додека џеназето не се стави на земја. Или па
не се стави директно, значи внатра во гробот. Значи кога ќе се стави џеназе на земја, но треба прво да се стави на земја, за потоа да се стави од тука во гробот. Значи тогаш кога ќе се стави џеназето на земја, тогаш е значи дозволено ако има човек и потреба да седне. Значи да седне тука каде се тие гробиштата, но не на гробишта, туку место што е празно, што не е веќе значи употребено за гробишта. Се забрането е да се седнуваат на гробишта. Забрането е да се седнуваат на гробот, зашто честа на муслиманот е значи недопирлива и зачувана како и жив, така и мртов. Затоа значи треба да бидеме во овие работи внимателни, значи внимателни. Потоа спомнуваат Ибн Аблахеди рахимуллах следниот хадис, а тој од Али ибн Аби Талиб радијаллаху ан, قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد وفي اللفظ قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة. Исто токму овај хадис што го пренесуваат Али радијаллаху ан, дека кога помина едно џеназа, пегамберот салаллаху алейхи ва селам стана на нозе и потоа седна. Во друг ривајет, во друга верзија, велит Али радијаллаху ан, кога стана пегамберот и ние што бевме со него во друштво, станавме. Кога седна тој и ние седнавме. Значи види сахаба ридвануллахи алейхим како го следат пегамберот салаллаху алейхи ва селам. Значи во некогаш и во некои работи што во почетно не разбираат мудроста зошто го прави, но гледаат тоа го прави пегамберот салаллаху алейхи ва селам, одма го прифаќаат. Без да се прашуваат па зошто, па како, дали е ваџиб, дали е мустахаб, дали е ваке, дали е таке. Значи сахаба ридвануллахи алейхим само што ќе видоа нешто пегамберот салаллаху алейхи ва селам, одма го следеа зошто знаеа и беа убедени дека тоа е вистината и тука е нивното упатство и тука е нивниот спас. А за жал денеска муслиманите многу работи ги знаат и ги слушаат, но оние работи што ги ставаат во пракса се многу мало и тоа е значи за голема жал за тоа стање во кој се најдуваат денеска муслиманите. Следниот хадис, а тој од Шу'ба عن أبي إسحاق قال أوصى الحارث أن يصلى عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجليه القبر وقال هذا من السنة رواه أبو داود. Во овој хадис кој го пренесуваат Ебу Исхак, кажуваат Ебу Исхак дека Ел Харис остави да му го кланјат нему џеназето Абдулла ибн Језид. И шейх Зейд рахимулла вели тука во објаснувањето дека ова е доказ дека е дозволено да муслиманот да остае за вакви работи аманет. Да рече аманет остава овај човек да ми го клања џеназето и ова се подразбира под клањање на џеназето исто и да му го спреми џеназето. Значи миење, кефинување и така натаму. Значи овде Ел Харис остави аманет да му го клања џеназето Абдулла ибн Језид. И Абдулла ибн Језид го направи тоа, му го клања џеназето и тој исто го стави во гробот. И кога го стави во гробот, го стави од кај страната на ноците. Од страната на ноците го стави во гробот и рече хада мине сунна. Ова е суннето на пегамберот салаллаху алейхи ва селем. Значи сега. Имаш гробови ваке. За да видите вие што се тука. Гробот е ваке. Овде главата ќе му дојде на тој мртвиот. Значи овде главата му, овде му се нозите. Џеназето се клават од овде внатра во гробот. Од кај нозите. Значи од каде ќе му бидат нему нозите внатра, кога ќе биде ставен во гробот, ќе му бидат тука нозите, од тука му ја ставаш глата и го носиш надолу и го ставаш во гробот. Значи како овај сахаби, Абдулла ибн Језид. Абдулла ибн Језид бил на џеназина во кој џеназина присуствувал пегамберот салаллаху алейхи ва селем. И го вели че хада мине сунна, ова е од суннетот. Значи од суннетот е не да се стави
значи мртвиот странично внатра, да, странично, шлуп, клуп, не, туку однапред. Значи од кај нозите се става дженазето внатра и хада мине сунна, Значи, но овај аманет што се остава тука има само едно мало едно ограничување. А тоа ограничување на аманетот за кого ќе се оставит да бидат од луѓе кои се добри, луѓе кои се богобојазливи, луѓе кои се знаени. Значи тоа ако оставит аманет некој си, значи, тежок човек, значи, расипан далеко од верата, тој нему да му го клања дженазето. Тогаш не му се спроведува нему аманетот. Ама тој остава, значи, ево овај пример тука, значи, остави на сахаби. Значи, тој сахаби, Абдулла ибн Језид, да му го клањат нему, значи, дженазето, тогаш е, значи, дозволено. Потоа, следниот хадис, Ибн Абдул Хади рахимахуллах спомнува عن همام عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله. Во овој хадис кој го пренесуваат Абдулlah ибн Умар радијаллаху анхум од пекамберот салаллаху алейхи ва саллам, да пекамберот салаллаху алейхи ва саллам велит, кога ќе ги ставате дженазината во гробовите, значи во моментов кога почнуваш да го ставаш дженазево во гробов, да го слагаш во гробов, тогаш велиш овај зикр. И овие единствен зикр што е дозволен да се прави. Значи, бисмилла, велиш, значи тој што го стават внатра, вели бисмилла ва ала суннати расулилlah. Олку се вели. Повеќе не. Значи, тоа ни го научил нас Мухаммед саллаллаху алейхи ва селам. Значи, не бабо твој, не нана твоја, не стар бабо и комшијате некој шутпетко што ти знам јас, ова ни го научил нас Мухаммед саллаллаху алейхи ва селам. Значи, тие што ти кажуваат тебе некои други приказни, тие само се измамници и сака само ти земат тебе парите, ништо повеќе. Значи, толку едноставно во исламов. Сите работе ни се пренесети со синџир. Еве го. Ан Хаммам, ан Катада, ан Аби Сиддиқ ан-Наџи, ан Ибн Умар. Значи, цел синџир е тука. Ти сега имаш овај синџир и ми велиш мене, не па кај нас село ваке прават. Не па кај мене в комши ваке велат. Ова вера имат аргументи. Ова вера нема потреба за мисли на луѓе поединци. Ова е објав од Аллах субхана ва таала. Велит пекамберот салаллаху алейхи ва селам: "Иза вадатум маутакум фил кубур", кога ќе ги ставите вашите мртви во гробовите, факулу, тогаш речите, изговорите: "Бисмилlah ва ала суннати расулилlah". Тоа се велит и ништо повеќе. И вели шејх Зейд рахимахуллах дека овај зикр е муқајјед. Овај зикр е, значи, ограничен. Што е ограничен? Значи, не смееш ништо друго да речиш освен ова. Не смееш ништо друго да изговориш освен ова, значи, што е дојдено во овај хадис, во теко на ставање на тоа џеназе во гробот. Следниот хадис عن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص أن سعد ابن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم. Во овој хадис кој го пренесуваат Амир, кога неговиот татко Саад ибн Аби Вакас радијаллаху ан беше, значи, во постелата, значи, пред смртта и во таа болест поради веќе исто умре после тоа време,
Пред да умри, остави исто аманет. Остави аманет следното. Елхиду ли лехтен. Да ми го направите гробот мој, лехд. Лехдун значи да биде како полица. Значи не да биде средина дупката, туку странично. За се клај, значи мртвиот странично, како, значи фиока, да, како фиока, и после назад да ми ставите исто вансибу алеја лебен, насбен. И ставете ми, значи, ставете ми назад она, како се викаат тие, цигли, бараклlahu фик. Ставете ми, значи, цигли. Како што се направи исто со пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Значи имат два начина, значи на гробови. Како се копат гробот. Гробот, кога го копуваш гробов, значи коцка, од едната страна што е во правецот на кибла, тука му правиш како фиока. Тие што биле во Медина, што виделе, знаат како е, значи така како фиока, и тој тука, значи, мртвиот се стават во таа фиока и назад му клабаат цигли, за да не може да се сврти. И да биде свртен во кибла. И потоа се фрлат земјата внатра, во дупката се полни. На ваков начин е закопан пекамберот салаллаху алейхи ва селем и Абу Бакр и Омар радијаллаху анхума. И тоа го сакаш исто Саад ибн Аби Вакас радијаллаху ан. Другиот начин, значи не е на другиот вториот начин погрешен и него можеш да го употребуваш во некои ситуации, нарочито ако е земјата што паѓа. Значи има земјата се рони, ти џабе што правиш фиоката странично, се удира, значи паѓа земјата. Тогаш во таа ситуација го правиш шаккун. Шаккун значи кај што е гробот, значи долу рамен, уште една дупка помала му правиш на среда. Значи гробов е вака, гробов се ова на долниот дел од гробот. Сега ти во овој дел, овде олку ваке, уште една дупка поглабоко ја копаш. За мртвиот, значи да влезе во таа дупка. Да. И потоа исто се покријат. Дали е тоа со штици нешто или со камења, се покријат, се Шейх Утемин рахимеллах вели, не сме во никоја ситуација да се фрлат на мртвиот директно земја на лице негово. Зашто ти ако клавиш шаккун, значи насреде уште на дупка, тогаш што ќе фрлате земја, се тоа значи ќе на него на лице. Ова не сме. Ова е, значи како што рековме, честа на муслиманот е недопирлива. Дали е жив или мртов. Како дојде, Шейх Зейд рахимуллах спомнуваат, како дојде да пекамберот салаллаху алейхи ва селем му се направи нему, значи гробот лехдун, значи како фиока. Кога умре пекамберот салаллаху алейхи ва селем, сахаба не знае сега, значи беа во двоумење на кој начин да му го направат гробот на пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Да биде шаккун настреде или лехдун странично. И тогаш му се молеа на Аллах субхана ва таала, правеа дова, и на крај рекоа, сега ќе испратиме луѓе, се во Медина во времето на пекамберот салаллаху алейхи ва селем имаше двајца луѓе, односно двајца гробари. Разбира, гробари, значи ке нас така велат овде, двајца гробари. Едниот гробар беше специализиран да прави лехдун, а другиот гробар беше специализиран да прави шаккун, значи форми на гроб, или таков или таков. Рекоа сахаба, ние сега ќе испратиме по еден човек до секој еден од нив. Кој ќе дојде првин во овде, во џамија во пекамберов, нему ќе му се даде тој начин на гроб да му се копа за пекамберот салаллаху алейхи ва селем. И тој што дојде првин беше тој што копа лехдун. И така значи го ставија, значи да биде формата од гробот на пекамберот салаллаху алейхи ва селем. И потоа значи сахаба поради тоа, значи го сакаа повеќе тој начин на гробови. И денеска значи оние што биле, како што реков претходно, во Медина, имале прилика да гледаат тоа во Бакија, значи каде се гробиштата тука во близина, тогаш значи ги гледаат на повеќето начиња се тие начини на гробови кои се лехдун, значи како фиока странично. Можеби кога човек нема знаење во врска за овие начиња на гробови, форми на гробови, така кај нас тука, кај нашата средина дури ни едната ни другата не се употребуваат форма, за жал. И кога ќе види таму таков начин, мислиш што прават овие. Овие не знаеле што прават, не во вистина тие прават, тие имаат овие аргументи.
Туку ти што правиш во вистина? Кај се твоите аргументи? Кај се твоите аргументи во вистина? Немаш никакви аргументи, туку си со празни раце. Следниот хадис од Саъд ибн Саид عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. Во овој хадис содржуваат кој Аиша ради Аллаху анха го пренесуваат, вели пегамберот салаллаху алейхи ва селем, кршењето на коски на еден мртов човек е исто како да му ги кршиш кога е жив. Ова што значи пак дека честа на муслиманот е недопирлива. Не значи дека тој е сега мртов и ти можеш нему да му ги кршиш коските. Или што сакаш да правиш, не. Значи ќе бидеш со него, иако го земаш, го миеш неговото џаназе, го ставаш во кефин и други работи кои имаат потреба, сите тие работи значи ќе ги правиш со внимателност. Сега можеме значи да размислиме само малце подалеку, кога пегамберот салаллаху алейхи ва селем ни забранува нас да му ги кршиме коските на еден мртов, тогаш како е со земање на неговите органи. А не е така? Значи денеска е прават бизнис во овај слободен свет. Му земаат органите. И дури велат е клинички мртов. Значи таа е друга игра после тоа, за да му ги земат органите, треба да биде тој уште жив. За да му го извадат тоа срце нему, за да му извадат тие бубрези нему, за да ги продати со илјадници евра, треба да биде уште жив тој. Ама тие те велат тебе клинички мртовја. Што ова е друга прљава игра тука, што ти како антари фамилија, значи како од фамилијата што си роднина, баракаллаху, одлично, роднина, си мислиш ти, овој може ваќе ќе живи 20 години, кој ќе го гледат него, овие ќе ви терет за фамилијата. И што потпишуваш тога? Се ти барат подпис од тебе, треба да потпишеш. И кога ќе потпишеш ти, пред тие да му ги тргнат тие апарати, му ги ваѓаат неговите органи. Да, така е. Значи, ова работа не е дозволена. Шейх Абдул Бухари хафидахуллах велеше во Медина имаше читано, велеше новина читав, некој човек после 18 години се разбудила. После 18 години се разбудил. Више децата него кога ги остави биле по 5 години. Кога се разбудил од кома, значи, биле 25 години децата негови. Значи ова работа не е дозволена во исламот. Значи замисли кога пегамберот салаллаху алейхи ва селем, значи луѓето викаат правата на луѓето, така? Денес се многу права на луѓето. Еве права на луѓето. Дури права и на мртвите ова. Права на мртвите. Не само на живите. Права и на мртвите, што не смееш значи да се однесуваш со него како на животно. Туку треба со внимание, значи, со внимание да бидеш пазлив кога ќе го миеш, кога ќе го ставаш во кефин и така натаму, значи кога ќе го ставаш во гробот, се со внимание, значи, за да не му наштетиш во никаков случај. Ова збориме за мртви, па како е тогаш за жив? Како е тогаш за жив човек? Баракаллаху фикум. Следниот хадис, а тој од Џабир, قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة وفي لفظ فأخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذني رواه البخاري. Во овој хадис кој го пренесува Џабир, односно е есер пренесување од Џабир сам себе си, Џабир кажува дека неговиот татко Абдулла се во битката на Ухуд, кој беше падна неговиот татко Абдулла шехид, во битката на Ухуд поради околностите кои се случија, пегамберот салаллаху алейхи ва селем нареди, значи, во гробовите бидат по двајца закопани. Џабир ради Аллаху ан рече, татко ми мој беше закопан со еден човек што мене срцето не ми лежеше, не ми беше мирно.
И после 6 месеци се одлучив да го ископам гробот од татковме и да го закопа гроб посебно, тука. И вели Џабир, после 6 месеци, кога го откопав таткови мој, беше како истиот дента кога го закопав. Само малку му беше ушето, овде оштетено ушето. А другото беше лицето, телото беше како дента што се го клал в земја. И ова вели шејх Зейд рахимахуллах, дека ова е доказ од Џабир ибн Абдилlah радијаллаху анхума, дека некои тела од шухада, од шехидите, не ги јадит земјата. Не ги јадит земјата. Некои тела, значи, од шехидите, не ги јадит земјата. Следниот хадис, а тој од Ал-Касим, قال دخلت على عائشة فقلت يا أماه اكشف لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت لي عن 3 قبور لا مشرفة ولا لاطئة ولا مقطوعة ببطحاء العرس الحمراء. Велите Ал-Касим рахимахуллах, отидов кај Аиша радијаллаху анха, и му реков: ја умма, ој мајко, дозволи ми да го видам гробот од пекамберот салаллаху алейхи ва селем и неговите двајца другари. Значи Абу Бекар и Омар радијаллаху анхума. Значи зашто Аиша радијаллаху анха, значи некое известно време, значи живееше тука. Значи тука, кај што беа гробовите. Гробот, значи на пекамберот салаллаху алейхи ва селем, гробот на Абу Бекар и гробот на Омар радијаллаху анхума. Ал-Касим му рече: дозволи ми да ги видам гробовите. Тогаш Аиша радијаллаху анха, значи му го тргна пердето. Само едно перде имаше. Меѓу неја кај што живееше и гробот, перде само имаше. Му го тргна пердето и виде тогаш Ал-Касим, гробовите од пекамберот салаллаху алейхи ва селем и од Абу Бекар и од Омар радијаллаху анхума, гробови кои не беа кренати над земја, ама не беа и рамни со земјата. Значи не беа кренати над земја, но не беа и рамни скроз со земјата. Туку шејх Зейд рахимахуллах велит дека гробот на пекамберот салаллаху алейхи ва селем и гробот на Абу Бекар и на Омар радијаллаху анхума беше висок над земја 1 педа. 1 педа, појчи не. Ама ти ми кажуваш, па каде да ено са земјата од гробот, се така било кај нас она обичај. Колку ќе излези земја од гроб, толку натрпаме внатра. Не, нема така. Таа што останала ќе фрлиш на друго место. Таа е земја, нема ништо. Таа ништо не е земја. Може да се земиш дома, да се употребиш за нешто за малтер, да се малтерисуваш, што сакаш прави со таа земја. Таа не бара ништо во тој гроб, појчи. Значи, гробот, овде збориме за гробот од пекамберот. Овде збориме за гробот од водичот на синовите Адемови. Од најдобриот човек што стапил на овај дуњалог. Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Неговиот гроб 1 педа од просечен човек. Имаат луѓе, значи голем човек, 2 метра, педата му е олка, 30 сантини. Не. Од просечен човек. Значи не од дете мало, ама не и од голем човек. Туку просечен човек, 1 педа, толку. И гробот исто на Абу Бекира исто така беше, и гробот на Омара радијаллаху анхума. Значи, најдобрите луѓе од овај уммет, Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, потоа Абу Бекр, потоа Омар, нивните гробови на овај начин беа. И никакво забележување нема. Ни камен, ни дрво. Ни камен, ни дрво. Туку, само над земја беа само 1 педа кренати. Зошто? За да се знаете кога се гробишта, за да не одат луѓето потоа да газат тука над нив, зашто мислат дека овде нема ништо и да ги врват. Не. Тоа е, значи, само тоа е мудроста. Зашто во исламот гробиштата се патека кои те водат во ширк. Средство кои водат во ширк.
Значи ти не можеш да ги собериш гробиштата заедно и џамиите. Никогаш. Џамиите се место во кое се обожават Аллах субхана ва таала, а гробовите се пат, средство кое прават луѓето ширк. И затоа нема да исламов увеличување на гробиштата, да се увеличуваат. И ако беа нешто од многуте важни работи во нашата вера, тогаш Аллах субхана ва таала ќе ни известеше нас во неговата книга, а и пекамберот салаллаху алейхи ва селем во сунетот, во неговиот сунет, кај се гробовите од другите пекамбери. Каде е гробот од Муса алейхи селам, каде е гробот од Ибраим алейхи селам, каде е гробот од Јусуф алейхи селату ва селам, кај се гробиштата нивни. Каде е гробот од Адем алейхи селату ва селам, каде е гробот од Нух алейхи селату ва селам. Овде збориме за пекамбери. Овде збориме за најдобрите луѓе кои живееле некогаш во земјата. И не знаеме кај се гробиштата нивни. Значи, ако беше нешто важно во нашава вера, за тие гробишта се увеличуваат, да се креваат над земја, па мермери, па бетони, па работче, тогаш прва работа што ќе правеше пекамберот салаллаху алейхи ва селем, ќе бараше од Аллах субхана ва таала да му објави кај се гробиштата на пекамберите, за муслиманите да додат таму и да им ги направат гробиштата нема големи. Но тоа нема во исламот. Тоа не имаат во исламот. И дури Шејх Зейд рахимахуллах што велите, ама ова работа го велат, значи, ова го вели некој само што го разбрал вистински теухидот. А наврво се нив сахаба ридвануллахи алейхим. Сахаба ридвануллахи алейхим и беше од големите желби да умрат и никој да не знае каде е гробот нивни. Да умрат и да не знае никој каде е гробот нивни. Зошто? Зошто тој гроб може да биде утре фитна за луѓето. Искушение и да паднат во ширк. Значи, затоа треба многу пазење. Треба многу пазење и да не паднеме, значи, во овие работи, туку гробот. Дали е тој министер, дали е тој продавач обичен, што и да е, гробот негов не се креват повеќе од една педа. И оние џаволи, шејтани, кои зборуваат против Саудиска Арабија и нарочито против кралот на Саудиска Арабија, па краловите на Саудиска Арабија кога умираат, нивните гробови се само една педа над земја. Значи, тие луѓе, верата не само што практикуваат и во животот нивни и шеријатот Аллахов. Се ти многу лесно, значи, ја вели шеријат, брат. Ама да ставиш ти во уставот на државата, уставот ова. Не ова ја дома што правиш ти меѓу 4 соби. Држава со шеријат, држава. Ова треба многу. И доказ за тоа дека тие луѓе се држа на тој шеријат и после смртта нивни. Гробиштата нивни да пожворијат, кај што се закупуваат кралоите и принцоите. Нема никаква разлика гробот од кралот и некој што чисто на улица во ријата. Тоа да знаеш. Никогаш не можеш да дознаеш дека е гробот од кралот е. Ако не знае некој од фамилијата, ти каже дека овој гробот негов. Така да знаеш. Значи тие луѓе гледаат да практикуваат Аллаховата вера, значи и во најситните работи. Се овде се гледа практикувањето во верата. Не ти само да ми кажуваш мене лаги преку интернет и кога ќе дојде работата за на себе ти да се прашаш, тогаш све попушташ и све даваш. Значи, гробо се хреват една педа. Другата земја се фрлат, каде и да сакаш фрлија. Немат враќање во гробот што имаат ке нас муабети нивни. Се фрлат, каде било. Една педа се креват, ни малце повеќе. Следниот хадис, а тоа Џабир радијаллаху анхума قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم وروى أبو داود والحاكم وأن يكتب عليه. Овде во овој хадис кој го пренесува Џабир радијаллаху анхума кажуваат
дека пекамберот салаллаху алейхи ва селам забрани 4 работи во врска со гробовите. Во врска со гробовите забрани 4 работи. Првата работа што забрани пекамберот салаллаху алейхи ва селам да се стават светла на гробишта. Се виделе некој пример? Има, значи, на места, пример, се имат осветлено нагробје. Да, не само тука кај нас имат и по селата. Да, значи по селата имат, ставаат значи осветлувања на гробиштата. Ова е забрането. Ова ен юџассасал қабр. Неха е забрани. Што? Ен юџассасал қабр, значи да се осветлуват гробот на кој бил начин. Забрането е. Втора работа која забрани пекамберот салаллаху алейхи ва селам ван юқада алейхи, и да се седнуваат над гробот. Забрането е. Значи има некогаш кај нас, значи тие ги прават со мермери големи овде, и наши векосира на гробишта, нему му е подобро што да се не натрева, ќе се напрљаат, ќе се извалкат, се седнуваат на мермер тука. Забрането е во вистина. Значи забрането, и тоа е непочит спрема тој мртвиот. Значи забрането е да се седнуваат над гробиштата од муслиманите. Исто забрани трета работа ен юбна алей, и да се гради над него. Забрането е да се гради мермери, плочи, юбна, бена, градење, арапски. Забрането е. Нема бабо мој ми работел 50 години, па и 500 години на кати работел. Забрането е. Или ставање слики, денеска више преминале. Слики ставаат на гробишта. И пишуваат тука вака бил, така бил, ова бил, она што била. Овчар бил, гојдар бил. Да, таки пишуваат тука кај мене в село. За жал. Четврта работа што забранил пекамберот салаллаху алейхи ва салам ен юктеба алей, да се пишуваат на гробот, забрането. Да се пишуваат име, презиме, кога умрел, кога родил, забрането е. Ен юктеба, кетеба арапски, кетеба пишување. Юктеба да се напишуваат. Значи забрането се пишува на гробиштата. Ни име, ни презиме, ни датум на раѓање, ни датум на мртвување. Како што вели шејх Зейд рахимахуллах тука, ова е, значи во спротивност, значи пишувањето на гробиштата, кревање на гробиштата, градење со мермери со рабоче, ова е во спротивност со патот на првите 3 генерации во исламот. Значи, на времето од пекамберот салаллаху алейхи ва салам со неговите сахаби на табиин и етбаат табиин, значи најдобрите, најизворедните генерации во исламот, кои се првите 3 генерации, за кои има потврдено пекамберот салаллаху алейхи ва салам, оваа работа е во спротивност со нивниот пат. Најголемиот дел од сахаба, ридвануллахи алейхим, се во бакија закопани. Бакија значи во гробиштата што се во близина до џамијата од пекамберот салаллаху алейхи ва салам во Медина. Од најпознатите сахаба се Усман радијаллаху ан и Аиша радијаллаху анха и другите. Но денеска не се знае кај се гробиштата нивни. Значи ти још во бакија, влагаш, не знаеш каде е гробот од Усман. Нигде не пишуваат Усман ибн Афан, халифа, нигде не пишуваат. Нигде не пишуваат Аиша радијаллаху анха, уммул муъминин, мајка на верниците, сопруга на пекамберот салаллаху алейхи ва салам, искрајната, черка од искрајниот Абу Бекар ас-Сидик радијаллаху ан. Нигде не пишуваат. Не знаеш каде е гробот нејзин. И сега ти ќе ми дојдеш мене и ќе ми кажуваш како е кај вас село, како е кај вас во населбата. Ова е вистината. Ова е ислам, вистинскиот ислам. Ако ти се допаѓа. Ние треба да наработаме сатиме многу добро, а тоа е ние треба да се правиме спрема ова ислам. Не ова ислам се прави спрема нас. Ние сме робови. Ние ќе бидеме прашувани. Се гледаш овде збориме за гробиштата, за гробови, за смртта. Ти ќе бидеш натра ставен, над тебе земја се фрлат. Што ќе правиш после? Ни твоето имање, ни твоите деца, ни твојата дуњалочка моќ, ако си имал влада, ова, она, ништо не ти помага во тој момент. Тоа што ти помага, ако си бил покорен роб спрема твојот создател.
Allah subhanahu wa ta'ala. Zato znači spremaj se. I plus, može bi, možda se sluči, ti go praviš grobot od tvojeg tatko, so mermeri, so pišuvanja, so iminja, so ovakvi, so takvi, i posle 50 godini, 100 godina, ti više i sami si umrel i da ljudi prava širk na toj grob. A ti si pričina. Ti zemaš grebovi, iako si mrtov. Da, i to grebovi na širk, što si pričina za širk da se pravi. Znači imaš ogromna odgovornost na sudnji den. Se ti si im gotvoril patot, se može bi, kad dođat vnuci, predvnuci od vas, od taja familija, i kad reći, babo moj beše adžija, to mu napravil na baba mu nego vake grobo, to je moral da bi neko evlija ovdje ili nešto. I kad pošla nego da go obožava, da mu se mola tuka, i da pravat kurbane, i da vara pomoć od njega. Tako. Znači, zato treba mnogo pazenja. Se šeitanot, kako što se sluči vo vremето на Нух алейхи салату ва селам, една генерација изумре, другата, третата и стави во ширк. Така и овде. Значи, се оваа генерација не е, па ние, знаеш, ако не направиме гробот, ќе зборат селото, ќе зборат комшите, ќе зборат овие, и така и после, не, па овие, знаеш, зошто ваке гробове се овие? Овие морат имало нешто, овие биле луѓе, значи, што биле добри луѓе. И така, значи, ќе се направи, значи, ширк. Зато, значи, пазење. Вели шейх Зейд рахимуллах, единствено, и тоа вистински, значи, крајно единствено, ако сака човек некогаш да го посети својот гробо на својот татко или слично, единствено што е дозволено, кај главата од гробот да се стави мало камче или мало дрвче нешто. За тоа камен, формата на тој камен, да разликувате дека тој татко му негов тука. Ова е единствено дозволено. А подобро и такво нешто да не правиш. Подобро е, пофалено е, повредно е и таква работа да не правиш. Но ако е више до толку дојдено, за ти да мислиш, значи, после 10-15 години ја више нема да се сеќавам каде е тој гроб, тогаш дозволено е, значи, во таа ситуација дозволено, значи, да се стави кај главата од гробот едно мало камче, значи камен или дрвче. Тоа е све. На тој камен, на тоа дрво не се пишува ништо, ни име, ни презиме. Тој е удлогата на тој камен или дрво е само како знак, за ти да можеш тој гроб да го разликуваш од другите. Тоа. Ништо повеќе. Секако што спомнавме малце предходно, сахаба ридвануллахи алейхим, значи беа многу внимателни и тие дури посакуваа за кога ќе умрат да не знае никој каде е нивниот гроб. Сахаба збориме, брат. За сахаба ридвануллахи алейхим. Зошто? Тие знаат дека така се чуват таухидот. Се утре ќе дојдат луѓе, ќе претеруваат во тие гробишта и на крај ќе обожаваат други освен Аллах субханаху ва таала. Следниот хадис, а тој од عن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه. أم عطية رضي الله عنها една од сахабинките кажуваат, нас на жените ни се забрани да ги следиме дженазината. Значи на жената му е забрането да го следи дженазето. Ова е, вели шейх Зейд рахимуллах, одење со дженазево на гробишта, носењето. Ова е, значи, од специфични работи само за мажите. Значи да одиш со дженазето на гробови само за мажите. Жените не. Како што дојдено тука, значи, нухина ан иттибаил дженаис. Значи, ни се забрани, значи, да ги следиме дженазината. Вели шейх Зейд рахимуллах, од мудростите, поради што жените се поемоционални, кога некој умират од близок, значи од фамилијата, се поемоционални и се во нивното плачење, значи, можат да ги кренат нивните на гласовите и тоа исто да предизвика, значи, фитна, значи, кај другите. Ова беше во врска со ова поглавија.
Сега следното поглавие се иншала, ние вечер ќе завршиме со оваа книга. Имаме, ми се чини дека ова е предпоследното поглавие, но кратки поглавија се. Ова поглавие е бабун фил букаи алал мейит ва та'зија ва гайри далик. Поглавие плачењето за мртвиот, сочувство, укажување и слични други работи. عن أنس رضي الله عنه قال شهدنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فانزل في قبرها قال ابن المبارك قال فريح يعني أراه يعني الذنب رواه البخاري. Во овој хадис кој го пренесуваат Анас радијаллаху ан, вели: присуствувавме во едно џеназе кај една од ќерките на пегамберот салаллаху алейхи ва селем. Присуствувавме, значи, на едно џеназе кај една од ќерките од пегамберот салаллаху алейхи ва селем. И пегамберот салаллаху алейхи ва селем, како што беше до гробот, кога се стави, значи, пред да се стави во гробот, си беше до гроб, странично. Вели Енес, јас видов во очите на пегамберот салаллаху алейхи ва селем како течеа неговите солзи. Значи во текот, значи на закупувањето течеа солзи од очите на пегамберот салаллаху алейхи ва селем. Ова е, значи, доказ дека е дозволено. Дозволено е, значи, да се плачи. Да се плачи, но без да се креват гласот. Без да се креват, значи, гласот и без да се редит. Значи, што реков, да се редит, значи, тука седнуваат жени по селата и викат ваке беше, таке беше, добар беше, комшија беше, онаков беше, не знам што беше, и кажуваат. После, ако не знае да редит, другите жените, тие шејтанките што биле тука, му се исмеуваат незин. Филана не знаеше таја да реди, не знам што, за татко и за мајка и за теза и за џојца и што ти знам ја. Ова е све забрането во исламот. Ова нема никаква врска со исламот. Значи, дозволено е да се плачи. Зошто? Ова е доказ, значи, како што дојдено во хадиси, ова е милост која има ставено Аллах субханаху ва таала во срцата на неговите робови. Значи, да се плачите. Како и тука, значи, пегамберот салаллаху алейхи ва селем. Пред да се стави џеназето, значи, од ќерката на пегамберот салаллаху алейхи ва селем, пегамберот салаллаху алейхи ва селем праша дали има некој тука од вас, значи, присутните, кој синоќа не имал односи со неговата фамилија. Абу Талха рече јас. Тогаш му рече пегамберот салаллаху алейхи ва селем, слези во гробот и стави ја ти. Ова е, значи, доказ, прва работа, што Абу Талха не беше махрам од ќерката на пегамберот салаллаху алейхи ва селем. Ова е доказ дека оној што може да ја стави во гробот таа мртва жена, може да биде и од подалечна фамилија. Значи, не е без друго да биде махрам. Ако е махрам, значи, ако е, пример, нејзин брат или татко или миџо и така натаму, тоа е уште подобро, вели шејх Зейд рахимуллах. Да ја стави во гробот, значи, некој нејзината фамилија, што му е махрам на таа жена. Но ако немат, или се можат во големи години, не можат така натаму, и други работи немаат искуство, пример, тогаш е дозволено, значи, дозволено е и во тој случај, значи, да влезе во гробот, да ја стави некој што не му е, значи, махрам. И велите, значи, шејх Зейд рахимахуллах, значи, исто од тој човек, значи, иако не е махрам нејзин, што е, значи, тука услов за да влезе во гробот, за да ја стави внатре, значи, да биде, значи, од оние луѓе, од оние мажи, значи, што нема, значи, во брзо време минато, односи со својата фамилија. Значи, ова е од условот. Некогаш, зошто причината, може некој да се праќа зошто рекол Мухамед салаллаху алейхи ва селем, тоа е доказот. Зошто рекол пегамберот салаллаху алейхи ва селем. Значи, мудроста не ја разбираме некогаш. Се некој може да се праќа зошто па да имал односи, да не имал односи, што имате улога овде. Ова е, значи, оставаме ние на пегамберот салаллаху алейхи ва селем. Тој не извести нас, тој ни рекол нас таке и таке правиме.
Дали разбираме сега мудроста или не, тоа е друга работа. Ти си, односно, ние сме робови. Робови кои треба да следиме, а не да препрашуваме многу во вистина. Како што велите Абу Зура Рази рахимуллах, вели, Аллах субханаху ва таала објавил неговата објава. Пекамберот ја пренесил, а ние треба да ја следиме. Значи, ние треба да ја следиме, не да кажуваш многу. Се има некој рабоче, ти ги разбираш мудроста во тие рабоче. Пример, штетата на алкохолот, разбираш. Но штетата на свинското месо не ти се укажува тебе многу толку брзо како кај алкохолот, така? И sad велиш, па не, ја јадев 50 кила свинско месо, ништо не ми е мене. Зошто? Зошто е забранил Аллах в Куран, толку. Како, значи, не, исто во дуњалошките работи. Ти одиш кај некого работиш. Тој ти ли ја зидо сака црн да ми биде мене. Ти велиш, зошто црн? Ти ви све темно, ти црн направи го. Ја те плача тебе, така? Ова е дуњалошки работи. Како е со самоќниот Аллах субханаху ва таала. Да, брат. Значи, некој може да се прашува се, па зошто вака? Зошто рекол пекамберот и точка. Следниот хадис, а тој е од Анас, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الرأي زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان ثم أخذها خالد بن وليد من غير إمر ففتح له رواه البخاري. Ovde, kога пекамберот салаллаху алейхи ва салам испрати сахаба ridwanullahi алейхим во една битка. И она што беше, и тоа беше прва битка да наречи пекамберот салаллаху алейхи ва салам тројца водичи. Значи, ако тој се повреди, односно биде убиен, ќе го земи другиот. И ова беше знак исто од пекамберот салаллаху алейхи ва салам дека тие ќе паднат шехиди. И рече пекамберот салаллаху алейхи ва салам кога му дојде објавата, тие уште беа таму, стотици километри далеко од Медина. На пекамберот му дојде Џибрил алейхиссалату ва салам, го извести дека првош го зеде знамето на исламот. Го зеде првош Зейд, беше убиен, падна. Го зеде после него Џафер, исто падна. Го зеде после него Абдулла ибн Раваха, исто падна. Алейкум селам, алейкум селам, Аллах ве чува. Потоа, тројцата, значи, падна шахиди. Зейд, Џафер, Абдулла. После нив, кога кажуваше пекамберот салаллаху алейхи ва салам за нив, во текот кога кажуваше пекамберот за нивната смрт, кога ги известуваше сахаба во Медина, велеше Енес, и видов исто како му течеа солзи на пекамберот салаллаху алейхи ва салам од неговите очи. И потоа го зеде знамето Халид ибн Валид и тој значи направи пресварт. Пресварт значи да муслиманите значи да победат. Дошо Халид ради Аллах, ова го учиме кај биографијата, беше малце спомнато. Халид ротација направи на војската. И куфар кој беа, значи, од другата страна, мислеа дека видоа, значи тие куфар нема ротација направено, тој што се селеше така, тука остана, ама не му дојде друг противник од сахаба, и мислеше дека им дојдоа на муслиманите појачување и избегаа тогаш. Го напуштија бојното поле. И кој напушта бојно поле, тој е губитник. Следниот хадис, а тој е од Ибн Мас'уд, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية متفق عليه. Овој хадис, вели пекамберот салаллаху алейхи ва салам, не е од нас. Значи пекамберот салаллаху алейхи ва салам се откажуваат од него. Не е од нас. Кој? Оној кој ги удира неговите образи. Значи кога умира некој близок негов, фамилијата се удираат по образи. Значи не знам ли се имале прилика да видите пример такви случаи. Значи пекамберот салаллаху алейхи ва салам овие работи се од големите гревови. Што? Удирање на образите кога умират некој. И исто ва шаккал џујуб, и ги кине неговите алишта. Значи овие не е од нас, вели пекамберот салаллаху алейхи ва салам. И оној, значи, кој прави, значи, зборови, молитви од молитвите на ел-џахилија.
Slednji od hadis od Ebi Malik al-Ash'ari, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحزاب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. Ovaj hadis, veli pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, 4 работе во мојот умет се од џахилијетските работе кои не ги оставаат луѓето. Значи ќе има во секое време од умметот на Мухамед салаллаху алейхи ve sellem луѓе, дел на луѓе кои ги прават овие работи. Прва работа el fakhru bil ahzab, да се гордеат со неговото потекло. Ова од џахилијетското време. Гордевање со потеклото. Гордост е со такова, вели шейх Утемин рахимуллах. Со богобојазливост, а не со потеклото. Јас од филан семејство, јас од филан потекло. Јас сум дојден од Битола. Што ти знам јас? Значи, да, такви имат. Ова работа. Та'ану фил ансаб. Та'ану фил ансаба, значи карање на потеклата од другите. Значи да ги карањето ама карањето овде подразбират исто и подценување. Абе вие ваква фамилија сте, вие онакви се, ова е значи од џахилијетското време. Значи ова е од џахилијетското време. Третата работа ел истисқа бин нуџум. Истисқа бин нуџум значи барање дош од звездите. Ова работа ќе дојде во Китабу Таухид. Кога ќе учиме книгата на Китабу Таухид после 40 хадиси на Невови, ќе учиме Китабу Таухид, ќе дојде значи ова тема барање дош од звездите. Ова ќе дојде значи тогаш, зашто ова може да биде голем ширк или мал ширк. Значи ова работа е многу опасна. Многу опасна, но тоа значи ќе дојде по опширно, по детално, кога ќе учиме значи книгата се значи шейх Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах има цело поглавие ел истисқау бин нуџум. Цело поглавие значи само за оваа тема. Значи сега ние ако влеземе детално во оваа тема, треба дерс цел да правиме само за ел истисқау бин нуџум. Значи затоа само да го имате слушнато. И ќе видите се кој тогаш од вас ќе се сеќават на оваа работа што се спомнал тука. Ама зошто хадисот овде спомнат сега? Значи овде сме ние сега во книгата на џеназината. Во врска со плачење за џеназето, сочувство. Што има врска се овде, значи гордење со фамилијата, барање од звездите, нема последнава реченица ни кажуваат, а тоа е вели пегамбер салаллаху алейхи ва селем, исто џахилијетското време е النياحة على الميت. النياحة على الميت значи плачењето за мртвиот со голем глас и редењето негово да го редите. Тоа е од џахилијетското време, не од исламското време, од џахилијетското. И вели пегамберот салаллаху алейхи ва селем, она жена. Зошто овде велит енаиха, она жена. Овде мажите не се исто и мажите. Но вели шейх Утемин рахимуллах, највеќе што прават толку што плачат на џеназина со висок глас и редење се жените, не мажите. Имат и мажи. И тие се ако прават таква работа и тие влагаат во овај хадис, во оваа жестока закана. А која таа закана? Она жена која врескат на џеназе и која пеет на џеназе да речеме, вели пегамберот салаллаху алейхи ва селем, таа на судниот ден ќе биде оживена со мантил од катран. Значи катран кој вријет. Катран што работиме ние. Они су го вказан тоа е натоа. Одлично. Замислете ти да е вказан и сега некој тебе да ти го направи тебе на твојата кожа. Таа жена, таа е закана за таа жена што прави такви работи на џеназина. И не само тоа. Wa dir'un min jarab. Dir'un min jarab. Џараб е кучечка болест. Кучечка болест што целата кожа отпаѓат. И имаш значи чешаници многу. Те јадите. Да, краста, може краста од куче.
Шейх Фемин рахмеуллах вели, замисли, доволно е мантил од катран како казна, а па додај му на тоа и краста да имаш на кожата. Значи, кожата ти е искрастена и плюс имаш мантил од катран на себе. Ова е само за таа жена, значи, што прави такви работи на женазина, што врескат и што пеет и што редит и што ти знам јас. Ова е од џахилетското време. И ова казна е чекат неја. Ако не се покајат за таа работа пред нејзината смрт. Значи, жестока казна. Жестока казна. Следниот хадис عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي. Во овој хадис кажуваат Абдулlah ибн Џафар, син на Џафар радијаллаху анхума. Кога дојде веста за смртта на Џафар, кога беше убиен во таа битка, тогаш рече пекамберот салаллаху алейхи ва селем, направите јадење за фамилијата од Џафар. Значи комшиите, блиската фамилија, некој од селото, од населбата, направите јадење, значи појадок за фамилијата од Џафар. Се ним им се случило една случка, што сега се тие, значи, се преокупувар, значи, тие се загрижени со тие работи. Значи, не мислам на јадење да готват, диреков ми рече, туку се натажени, значи, во натажени поради таа случка, затоа комшиите или блиските нека направат јадење за нив. Ова е од суннетот на пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Од суннетот е, кога ќе умрит некој, значи таа фамилија која потрефена со тоа џеназе, на нив да им се однесит јадење. Дали е тој комшија, дали е тој фамилија нивни, дали е тој од подалечна комшија или фамилија, ова е добро да се направи. Но што вели шейх Зейд рахимуллах тука, но денеска е станато обратно. Фамилијата на џеназето прави појадоци и месарници и викат чачета и овега и онега и да ги нахранат, оние што идат тука на посета. Ова вели шейх Зейд рахимахуллах, за минел бид'a. Ова е новотарија, ва јеџибен јухџар. И е задолжен секој муслиман ова работа да ја бойкотират. Новотарија и да ја бойкотираш. Значи, обратно е станато денеска. Обратно. Наместо на нив да им се однеси јадење, не тие викаат, пример, овие што прават, значи, ресторантите, реков ми рече, и да им прават јадење тука и трошоци и други работи. Не. Ова е новотарија и ова работа треба да се бойкотират. Туку обратно треба да бидат комшиите, фамилиите, блиските, треба на нив да им однесат јадење. Тоа се барата. Значи, гледате, разбравме сега многу јасно, дека исто вели шейх Зейд рахимуллах, забрането е, вели шейх Зейд рахимуллах, да се направи место екстра кои ќе се чекаат со чувствата. Како денеска што ставаат пешкири по улици. Се видели вие? Столица и пешкир. И си влагаат луѓето. Не правиш таква работа. Забрането во исламот. Не правиш, значи, ништо посебно. Значи, после закопувањето на џеназето се враќаш дома и животот продолжуваат како пред тоа. Не правиш како што вели шейх Зейд рахимуллах, тука имат луѓе некои, оставаат работата 3 дена. Не прави никаква работа не бускат. И чекат луѓе. И одредуваат место, соба, што ти знае јас, за чекање луѓе за сочувство. Забрането е. Ако дојде кој на сочувство, бујрум. Ама ти да справиш екстра кафиња, екстра локуми, екстра рабоче, забрането. Ова нема душтамо никаква база. Туку повеќе новотарија, кои треба да се бойкотираат. Значи, нему да разбериш овде, дека не смееш да разбериш дека не чини да примаш сочувство. Не, чинит. Кој ќе дојде на сочувство, бујрума. Нека дојде. Ама ти, значи, не чекаш никого. Екстра. Сима тие луѓето, значи фамилија чекаат после 3 дена, не од никаде. Вели? Да, тоа не треба. Забрането.
И последното поглавие, а тоа е бабу фи зијарати l-кубур вассаламу вад-дуа. Значи ова на крај е поглавието посетувањето на гробовите, селам давање на нив и дова, значи молење за нив. Велит авторот Ибн Абдул-Хади عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور رواه أحمد. Во овој хадис кој го пренесува Абу Хурейра радијаллаху ан, вели пегамберот салаллаху алейхи ва селам дека пегамберот салаллаху алейхи ва селам значи ги преколнал оние жени кои ги посетуваат гробовите. Значи пегамберот салаллаху алейхи ва селам ги преколнуваат оние жени кои ги посетуваат значи многу често гробовите. Од овој хадис некои алими, како што е Шех Зейд рахимуллах и други големи алими, ги имаат земено за аргумент дека за жените е забрането посетувањето на гробиштата. Општо. Значи општа забрана за жените е забрането да се посетуваат гробиштата. Зашто во Саудитска Арабија е исто, значи државата како закон има забрането да одат жените на гробишта. Зашто жената, значи емоционално е и така натаму, и да не дојде до такви работи фитна и проблеми искушенија, забрането да оди на гробишта. Но некои алими го тумачат хадисот ла'ана заварат il-кубур, заварат е зборот, значи оние кои многу посетуваат гробиштата. Значи некои алими велат, ако ти пример случајно врвиш покрај гробишта и сега таа жена сака незиниот родител да го посетит или незината мајка, без планирање, значи не планираш од дома, се спремуваш за нагроб дош. Не. Такво нема во исламот. Како е нас што прават 52 дена, што знаја, жените се збираат да одат на гробишта 6 недели, прави што знаја, значи муабети, селски муабети. Да, забрането е тоа. Строго забрането. Значи таа сама како индивид си е пример со незиниот сопруг или син, врва покрај гробишта со кола, со што било, и се запира тука, дава селам на гробот од мајка и, значи, и прави дова за нив, тоа е дозволено. Тоа е дозволено и одма заминуваш, не се задржуваш тука. Ама да го правиш ти, значи, како навика, секоја џума да одиш, или секој месец поеднош, ова е забрането. Нарочито за жените. Нарочито за жените. Следниот хадис, а тој од Бурейда, кала Расулуллах салаллаху алейхи ва саллам, нахейтукум ан зијарат il-кубур фазуруха. Пегамберот салаллаху алейхи ва саллам вели, јас ви забрани вас, значи намажите, да ги посетувате гробиштата, но сега посетувајте ги. Зошто? Во други ривајати што дојдено, вашата посета на тие гробови ве посетуваат вас на ахира, на ахиретот. Значи овде за мажите дојдено, значи исклучок ви забрани јас вас, значи беше едно одредено време во Медина забрането и за мажите да одат на гробишта екстра, но потоа пегамберот салаллаху алейхи ва саллам им дозволи. Следниот хадис од Аиша радијаллаху анха аннаха قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإن إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل البقية الغرقد رواه المسلم. Значи овој хадис, кажуваат Аиша радијаллаху анха, кога пегамберот салаллаху алейхи ва селам идеше кај неа да преночуват, зашто пегамберот салаллаху алейхи ва селам имаше повеќе жени. И имаше, значи, одредени ноќи, во која ноќ, во кој ден е кај која жена. Кога беше денот од Аиша радијаллаху анха, во текот на ноќта, пегамберот салаллаху алейхи ва селам, значи, одеше кај гробиштата од Бакија, и им даваше селам. Им даваше, значи, ассаламу алейкум дара қаумин муъминин. И исто на крај, Аллахума гфир ли ахли l-бақијати l-гарқат. О Аллах, значи, опрости им
na ovije žitelji, na ovije grobišta koji se ovdje. Znači, ovo je dozvoljeno. Davanje selam, pravenje dova za njih i od toga, znači da se zameniš. To go praktikuvaše pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem. Isto slednji od hadis an Sulejman ibn Burejda an abihi قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية رواه مسلم. Veli Sulejman ibn Burejda, koji go prenesuvat hadis od svog tatka od Burejda, deka pejgambero sallallahu alejhi ve sellem gi učeše sahaba koga da oda na grobišta kako da prava dova. Odnosno, što da izreče, što da kaže. Što? Assalamu alaikum ahlu dijar min al mu'minin wal muslimin. Wa inna inša Allah bikum lahiqun. I nije navisina ima su vas da se sretnime, da se sojedinime. Zašto nije što smo živi, ki umrime. Nasalu Allaha lana wa lakum al-afija. Znači, se molimo na Allah subhanahu wa ta'ala za nas i za vas, znači, za spas. Ova biš isto dovite, znači, koji učeše pejgambero sallallahu alejhi ve sellem sami od toj i im je učeše na njegovite ashabi. I posljednji od hadis koji je od Aisha radijallahu anha قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا رواه البخاري. Ovo je hadis koji je posljednji hadis u knjigata na dženazinata, ovo posljedno poglavlje. Veli pejgamber sallallahu alejhi ve sellem negi navreduvajte, negi karajte mrtvite, se tije se veše zaminati tamo kada ima, znači, ona napravljeno što je za njim spremano. Znači, ako je dobro, će biti dobro, ako je lošo, će biti za njih lošo. Znači, negi navreduvajte, negi napadjajte, negi karajte. Veli šejh Zaid rahimullah, ova znači, sovet od pejgambera sallallahu alejhi ve sellem je se podrazbirat, znači, za normalni ljudi od muslimanita. Neko od muslimanita umral i se znači, ne je za tebe dozvoljeno ne dolikuvat, za da kažuvaš za nego beše vakov, beše takov i što ti znam jasno. Ne je dobro to. Osim samovoljen slučaj, ako to je bil povikuvaš vo zabluda i ima dostavljeno dersovi, ima dostavljeno knjigi, ima dostavljeno kaseti, da, znači ima dostavljeno traga posle njegovio život. Togaš trebit da predupreduvaš od nego i od njegovite zabludi. Znači, veli šejh Zaid rahimullah tuka, znači, ne samo od njegovite zabludi, tuku i od nego, čoveka. Zato što ti ako zastaneš tuka i veliš ova rabota je zabraneta, u islamu ova ne činit, drugi ki misle, dobro, ubo se kažuvaš, i ti nema da razberat, nema da razberat, znači tije, koji gi dozvoluval tije zabraneti raboti. Ama koja kažeš ti, filan i filan, ova i ova goreko, njegovata knjiga, njegovata kaseta, da budite predupredeni i da se čuvate od njegovite zabludi. Znači, v ovakva situacija dozvoljeno je da se spomnuva toj i da se kažuva njegovite greški. Така što sme na kraj na knjigata na dženazinata i bi'idhnillahi ta'ala od narednjeg ders ke počneme so knjigata na Kitabu Zeka. Kitabu Zeka znači knjigata na zekatot. No to ke bili znači od idniot ders. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.